Францускиот претседател Емануел Макрон има позитивен тест за COVID-19, соопшти денеска од неговиот кабинет. На претседателот на Републиката му е диагностициран позитивен тест на COVID-19 денес, се вели во соопштението на неговиот кабинет, како што пренесува Reuters. Оваа диагноза е поставена со ПЦР тест по појавата на првите симптоми. Од претседателскиот кабинет најавија дека Макрон ќе се изолира во наредните 7 дена. Турција денеска го регистрира досега најцрниот ден од почетокот на пандемијата, откако во претходните 24 часа од заразната болест COVID-19 умраа 240 лица, а досега од неа фатално завршија вкупно 17.121 лице, соопшти тамошното Министерство за здравство. Во Турција денеска има 29.718 новозаразени лица, во кои се вклучени и асимптоматските случаи. До 25 ноември во оваа земја се даваа само бројките на симптоматски случаи, но тогаш во броењето се вклучи и асимптоматските случаи и во јавноста почна да се излегува со обединет извештај, јавуваат британските медиуми. Досега во оваа земја со коронавирусот се заразени 1928 милиони лица, соопшти Министерството за здравство. Според новиот владин план на 4 јануари во Бугарија ќе се отворат градинките и основните училишта, како и рестораните во хотелите, но со половичен капацитет. Средните училишта, рестораните и трговските центри во Бугарија најверојатно ќе останат затворени до 31 јануари, за да се спречи ширењето на коронавирусот и да се олесни товарот врз здравствениот систем, изјави денеска бугарскиот министер за здравство Костадин Ангелов. Воведените рестриктивни мерки кои сега траат до 21 декември, според министерот помогнале со намалување на драстичниот пораст на новозаболени, но земјата и понатаму има најголема стапка на смртност на 100.000 луѓе во Европската унија. Според планот кој владата утре детално ќе го презентира, градинките и основните училишта ќе можат повторно да почнат со работа од 4 јануари. Рестораните во хотелите исто така ќе може да бидат отворени за гости, но ќе работат со 50% од целокупниот капацитет.